Мислам дека не постоел премиер кој поише бил опиен од моќот доаѓањето на власт. Не постоел премиер кој имал вакво ниво на безобразлук, вакво ниво на препотентност и ваква тенденција да се заканува. Еве, најавторитарниот лидер во историјата на Македонија е без сомнеж Никола Груевски. Ама Никола Груевски во неговите јавни излегувања стално беше па демократија, па опозицијата, па улогата на опозицијата во демократијата, да не се корочи демократскиот процес овона. Значи Никола Груевски во златните времења на неговиот авторитарен филм на владење никогаш не се закануваше директно на политичките опоненти како што Мицковски се заканува на претенички прашања. Од самиот почеток гледаме нешто што не сме го виделе до сега, ама има две сценарија. Првото сценарио е дека полека ќе си го витка опашот. Тоа е првата работа. Втората работа е дека губат легитимитет на начин со нивните постапувања каде што веќе народот не толерира веќе. Затоа што дојдоа со многу конкретни ветувања, не дојдоа сега на некои пули економски развој за 10 години кој ќе го видоа, не. Дојдоа и рекоа, тоа и тоа го правиме за да ја вратиме гордоста на Македонија. Многу слаби институции, многу неочекувани скандали и јас ова го зборував со вас кога победи ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН сега има 58 претеника. Мислам дека ВМРО ДПМН ќе ја стегне малце работава, само затоа што има политичка моќ повеќе од што имаше СДСМ во парламентот. Значи, сега ВМРО ДПМН нема да зависи толку многу од коалиционите партнери и јас очекував дека ќе ја стегнат работата. Не да не ја стегна, ја распаша работава. Така да оценката за владењето на ВМРО ДПМН за граѓаните лошо, ама за самата влада неочекувано полошо. Тоа дефинитивно.